Му посакам добар ден и добре дојде на Даниел Петровски, истражувач на ромската култура и јазик. Како сте на овој убав ден? Ви благодарам и благодарам на можноста да не викнете во студио живо, да се обратиме кон јавноста и да кажеме сето она што ги интересира гледачите. За влез во разговорот би сакала да ве прашам зошто е важен 8 април, меѓународниот ден на ромите. Како вие лично го доживувате овој ден? Како празник, како потсетник или како повик за акција? Па, од сите тие работи што сте ги навеле, буквално сублимирано е така. Инаку овој празник е нешто многу поголемо од тоа што го рековте. Тоа е празник на гордоста, на достоинството. И ако смеам и можам да направам една паралела, овој празник би го ставил на исто ниво она што е за македонскиот народ 2 август и 8 септември. Практично тоа е истото представува и за нас. Ако можеме да направиме една мала компарација на ромската историја во текот на изминатиот период, односно во текот на изминатите 5 века, тогаш истото би го кажал дека сме на иста бранова должина со македонскиот народ, затоа што и македонскиот народ имал тежок период, особено во османлискиот период. Исто така и ромите имале тежок период, особено во австро-унгарскиот период, кога биле подложени на 5 вековно робување во Романија. Имале многу прогонства, притисоци, дискриминации, живееле покрај маргините и секогаш ромите биле гледани низ призмата на другост. Особено и многу важен периодот во Втората светска војна, кога се проценува дека имале околу 1 до 2 жртви, но сепак според нашите истражувања од ромските антрополози и историчари сметаме дека таа бројка е многу далеку поголема. После Втората светска војна, кога веќе Обединетите нации информално го признават Израел како држава и со тоа што на евреите им дава многу поголемо право, а иако ромите биле во иста каша како и евреите, практично се доаѓа до момент на национално будење кај самата ромска заедница, особено од страна на Меѓународниот комитет на ромите во Франција, формирана како организација, и патувачот Гратан Пуксон доаѓа до идеја да формираат прв ромски конгрес во Лондон, тајно, затоа што и сепак да дозна останатите за местото на одржувањето на тој настан, и тогаш би ги протерале да не се самоорганизират. Од 5 до 12 април 1971 година во Лондон се собираат 11 земји, од кои имавме и представник од Македонија, тоа е Абди Фаик, и ги донесоа практично тие одлуки, 10 важни одлуки, меѓу кои одлуки за јазикот, културата, образованието и политичкото дејствување на секој од представниците во рамките на своите држави, и донесоа 3 главни одлуки, а тоа е само именување на ромската заедница како роми, што во превод значи човек или за множина луѓе. Се донесе одлука да до тогашната песна направена во текот на Втората светска војна од страна на Жарко Јовановиќ да биде и официјална химна на ромите како Джелем Джелем, и се донесе одлука знамето, односно по тоа што ќе не препознаат сите, е тоа знамето каде што на горната страна е со сино, долната страна е со зелена боја, и во средината е таркалото, кој што наликува на индиското знаме, како можност да се знае дека нашето потекло практично е од северозападниот дел од Индија. И кога дојдовме до современото општествено живење, морам да ве прашам колку македонското општество денес ја препознава ромската заедница како рамноправен дел од државата? Мораме во однос на тоа прашање да говорим малку од минатото, за да се доведеме до сегашноста. За жал, во минатото секогаш ромите биле гледани кроз призмата на други. Веќе од 90-тите години навака имаме и ром пратеник во собранието, нели со отварањето на плурализмот, но сепак
тешко и трудно и мачно беше живењето на ромите, особено во тој период од транзицијата. Во 96 година се формира и општината Шуторизари, каде што имаме можност како роми да одбереме градоначалник ром и советници роми и да раководат со општината. Да, македонското општество во последните неколку години, да речеме деценија или две, почнува да се труди да ги интегрира ромите и да ги гледа кроз призмата на формалното подеднакво, но сепак тука говориме за институциите и самата држава, но сепак народот, она што се случува во општеството е сосема друга приказна. Се уште постои тивка дискриминација и морам да истакнам дека се уште како етнолог и антрополог и фолклорист, можам да кажам дека се уште постојат семејства неромски кои што уште од мали нозе ги учат своите деца на стереотипи и предрасуди за ромите. Ете, она што се случува во модерното време е актуелно, а тоа е, да речеме, дигитализацијата, особено со YouTube и подкастите. Се повеќе и повеќе гледам дека постојат се уште јавни личности, кои што кажуваат вицови за ромите, за циганите, со тоа што тие ги деградираат. Но ајде да одиме малку повеќе за интеграцијата, активизмот и интеграцијата, што најчесто се подразбира под интеграција, а што реално пак не достига на терен. Споменавте дел од овие проблеми и дали интеграцијата е доволно поддржана од институциите или повеќе останува на активизмот од страна на граѓанскиот сектор? Видите, граѓанскиот сектор секогаш во минатото ја превзело улогата да формално и реално многу повеќе помогне отколку државата. Но тоа говорам во минатото, затоа што да речеме чисто да направиме паралела, декадата на ромите потегна од страна на невладините организации, каде што во 2015 година или Македонија беше 2005-2015 и Македонија беше дел од тој интегративен процес. Да, државата во моментот прави и има стратегија за вклучување на ромите во сите сектори од областта на вработувањето, домувањето, здравството и културата. Но сметам дека сите тие стратегии и акциони планови се повеќе направени од формален аспект, а помалку од практичен аспект, затоа што се уште немаме формирано тело кое што ќе ги имплементира сите тие акциони планови и ќе направи ревизија до каде сме, што е исполнето, што не е исполнето. Да, согласно новите трендови кои што ги прави владата на Република Северна Македонија, можеме да приметиме во изминатите неколку години, се труди да ги интегрира ромите, но сепак тоа е генерален проблем кој што не е само проблем на државата, туку можеби е и проблем и на самата заедница, земено културолошки, зимајќи го во предвид нивниот хабитус, затоа што сепак многу е важно да се знае, за да ти се интегрираш кон едно општество, ти треба претходно да знаеш со што ќе се снајдеш во тој нов интегративен процес. И тоа за нас можеби представувало во минатото некаков културен шок, согласно нашето образование, согласно нашето вработување, нашата култура, традиција. Но со текот на годините се учите да ги препознаете предизвиците и да се справите со нив, и така тече таа интеграција во општеството. Но сепак и државата треба да направи повеќе активни мерки согласно нашите потреби. Не велам дека ние сме специализирани луѓе, но секогаш треба да земе во предвид дека ние бевме долго време и невработени, и сиромашни, и необразовани, така да тоа е тоа што треба да го земе во државата во предвид. Би сакала малку да позборуваме за ромската култура и јазикот. Колку ромската култура е видлива и почитувана во Македонија и дали ромскиот јазик се зачувува кај младите или можеби полека исчезнува? Се пренесуваат ли традицијата, музиката, обичаите на младите генерации?
многу прашања, мајде ќе се обидам накратко ве молам. да ги одговорам накратко. Да. Однос на културата, ромите имаат огромен културен капитал. Значен капитал кој што го дале за Македонија, тука е Есма Реджепова, тука се нашите роми музичари кои што учествувале во формирањето на Националниот ансамбл за народни песни, игри и танец. Тука се и уште многу луѓе кои што се на видни важни функции во културните институции во Република Македонија, како Бајс Арифовска, Джија Немин, Емра Куртишова и сите останати. И тие дале сериозен културен капитал за развојот на севкупното општество, културно општество во Македонија. Прашањето е колку македонското општество враќа за развојот на самата култура. Можеме тоа да го следиме низ примерите по конкурсите за национална програма во рамките на Министерство за култура, од вкупни 18 до 20 милиони евра за развојот на ромската култура на годишно ниво се издвојуваат 0,3 до 0,5%, односно тоа во реални средства е околу 20.000 евра за развојот на ромската култура. Така да во тој дел сметам дека државата многу малку прави, иако треба да знае дека ромската култура не е само екзибиција, туку таа вреди, таа е културен капитал. Во однос на јазикот, се уште децата роми својот мајчин јазик го изучуваат како изборен предмет, не и како задолжителен предмет, и тоа 72 часа во текот на целата учебна година. За жал, од 96-та година, кога почна да се изучува воопшто предметот јазик и култура на ромите, до негде околу 2003-2004 година нема учениците книга за да го изучува својот мајчин јазик, и веќе почна, сметам дека од 2004 или 2005 година се печатеа 3 книги за 3-то, 4-то и 5-то одделение, и од тогаш децата остана без книги за 6-то, 7-то и 8-то одделение. Оно што можем да го најаваме и официјално, дека во текот на вчерашниот ден и денешниот ден и официјално се обзна информацијата од страна на Министерството за образование и наука дека е прифатен ракописот за 6-то одделение по предметот јазик и култура на ромите, чиј што автор сум јас, и во меѓувреме се подготвува и учебникот за 7-то одделение. Така да сметам дека се прават напори за подигнување и унапредување на јазикот и културата на ромите во Македонија. Да, би сакала накратко за образованието, каква е состојбата со ромските деца во образовниот процес, дали има напредок, што е многу важно, и што е најголемиот проблем? Запишувањето, редовната посета на наставата или напуштање на училиштето, како тоа да биде еден континуиран процес во кој што децата активно ќе се вклучуваат во општествените текови? Најголем напредок сметам дека имаме во областа на образованието, особено со новите законски мерки, откако државата кажа дека основното и средното образование се задолжителни. Така да сметам дека тука имаат и големо влијание и невладините организации на почетокот со давањето на стипендии за децата, а во последните неколку години и самата држава веќе стипендирањето на ромските деца е ставено како подзаконски акт, што значи дека имаме сериозен напредок. Да, имаме проблеми, а тие проблеми, да речеме, се во однос на сегрегацијата на ромските ученици во основните и средните училишта. И тука не можам да кажам дека тоа е само проблем на државата или на средните училишта, можеби тоа е и проблем и кај самите нас, затоа што секогаш децата роми се ставени да седат засебно, но не и со останатите, или седат кон последната клупа, или доколку има многу повеќе ученици, па тогаш се формира и посебна паралелка. Тоа се проблеми со кои што се соочувате нели во текот на секојдневното функционирање, меѓутоа мораме да истакнеме дека има и голем број на роми кои што успешно го поминуваат патот и на основното, средното и високото образование, па сега се истакнати луѓе кои што го даваат својот придонес во општеството, генерално во државата, но и за својата
заедница. Покрај образованието, би сакал овде да го спомнеме и вработувањето и секако економската сигурност, кои што се всушност и клучни за интеграција во општеството. Колку е тешко денес за еден ром да најде работа и дали мерките за вработување што ги нуди државата навистина стигнуваат до ромската заедница и им овозможуваат на тој начин да дојдат и до работа? Да, во однос на мерките кои што ги нуди државата за вработување и за само вработување од Агенцијата за вработување, сметам дека ромите ги користат и во соработка со невладините организации прават напори да си отворат своји фирми, своји бизниси и на таков начин да се само вработуваат. Но она што можам да го потенцирам, а гледано во последните 2 години, тоа дека многу роми се вработуваат и во приватниот сектор. Може би една од причината е и поради масовното иселување на многу граѓани од државата, па сметам дека тука најдоа можности и ромите да се вработат, но сепак тешко е, како е за сите граѓани, така и за ромите тешко да се најде вработување, особено доколку се нема образование адекватно за некоја работна позиција. Но сепак можеме да кажеме дека да, оди во напредна линија самото вработување на ромите. Во овој разговор се обидуваме да ги офатиме сите сегменти кои што се клучни во рамки на функционирањето во општеството и како ромите успеваат во тој интегративен процес да го најдат своето место, па само кратко би сакала да проговориме и за пристапот до права и лични документи. Проблемот со личните документи често се споменува и всушност и прашањето ми е колку е тоа сериозен предизвик, затоа што голем проблем е еден човек да нема и лична карта и свој матичен број, и дали институциите имаат механизам и дали навистина им помагаат на граѓаните или тие се оставени сами на себе? Многу од прашањето сте и одговориле. Го дадовме одговорот, да. Затоа што да, има механизам, тоа е согласно законот за лична документација, особено за тие кои што досега немале документи, се проценува дека од 600 до 700 луѓе немаат документација роми, но според невладините организации таа бројка е многу поголема, околу 1500 до 2000 роми кои што немаат документација. Да, има закон, има механизам, и каде што и самиот закон предвидува да може да некој се добие документација ако најде некој сведок или останата документација, но сепак работите на терен идат навистина многу тешко, затоа што самите роми, особено тие кои што немаат документација, се доведени до ситуација да сами се снаоѓаат низ таа бирократија и шалтерски систем кој што навистина е тежок, и таа процедура трае можеби повеќе од 6 месеци за да се добие таков документ. Но не е само проблемот со тие што немаат документација, туку проблемот е затоа што ние ромите сме мигрирале во после Втората светска војна и многу бракови се склучени помеѓу роми од Македонија, роми од Србија, роми од Македонија и Косово. И некако тој процес малку потешко оди, проблемот затоа што тие луѓе навистина не можат да најдат да се изнадат соодветна документација. И ако заокружиме во разговорот со тоа до каде сме стигнати, ако направиме споредба од пред 10 години, дали состојбата се подобрува или пак можеби се движиме бавно? Која е вашата перцепција? Каде гледате најголем напредок, а каде најголемо, би рекла во наводници, разочарување? И што треба да биде приоритет ако сакаме реално подобрување на состојбата на ромите за нивното успешно интегрирање во општеството, како позитивно го дадовме образованието, каде што има навистина видливи резултати? Да, во областа образование има видливи резултати, но она што е проблем, сметам дека е сериозен проблем, а тоа е културата и идентитетот. Сметам дека државата треба многу повеќе да работи околу тој дел, затоа што современите трендови, современизацијата, за жал, има една насока на забрзано асимилирање не само на ромите, туку на сите заедници, затоа што сакаме сите современо да живееме, но проблемот е што ромите немаат своја држава и немаат своји институции кои што ќе го заштитат нивниот идентитет и јазик.
И тука бараат помош од Тука државата. бараат помош од државата и за жал морам да кажам дека во тој дел како да се нема слух. Замислете, ромите имаат културен капитал, а во Македонија немаат културен дом. Ромите имаат јазик, Обстојуваат културно-уметнички друштва кои што се обидуваат на некој начин да го задржат? Не постојат ромски културно-уметнички друштва. Туку тоа се здруженија на граѓани кои што работат со многу минимални средства, кои што нема за жал нити за носија, а камоли да има, да речеме, поголема група. Така да сметам дека ромите се најподложни на таа забрзана асимилација од современизацијата и затоа е неопходно да се направат напори од страна на државата за културно издигнување на самата заедница. Која ќе биде вашата порака, еве за овој убав ден, 8 април, до ромската заедница и до пошироката јавност? Не сакам и не би сакал во иднина и државата, и медиумите, и невладините организации само денес да говорат за проблемите на ромската заедница. Затоа што тоа навистина многу боли. Фактички, од 365 дена само еден ден говориш за проблемите на ромите. А каде се останатите денови? Так. Затоа им препорачувам да се трудат повеќе, а за ромите им препорачувам денес да слават затоа што треба да бидат горди на својата историја. Да не беше денешниот ден, можеби ќе немаше ромска нација. Но морам да истакнам дека во нашата емисија, програма на градови во живо на македонската телевизија, покрај многуте теми кои што ги обработуваме, верувајте дека честопати зборуваме и на теми кои се однесуваат на предизвиците со кои што се соочува ромската заедница во Македонија, што прави општеството, како сите ние ги согледуваме проблемите и каде наоѓаме решение. И ќе продолжиме со тоа темпо. Во секој случај, ви благодарам. Ви благодарам и вам за гостувањето.